Почитувана председателка, почитувани колеги пратеници, почитуван колега Крмов, ви благодарам за поднесениот амандман и грижата за граѓаните на општина Пробиштип. Не знам зошто од сите пратеници на пратеничката група на Левица единствено вие сте подпишани на амандманот и вие покажувате грижа за граѓаните на општина Пробиштип, но можеби се спремате и на наредните парламентарни избори да бидете носител на листата за пратеници во изборна единица 3, па од тука и грижата за граѓаните во општините што припаѓаат на изборна единица 3. Ќе започнам со нешто околу кое мислам дека и двајцата ќе се согласиме. Јеловиштето во Пробиштип навистина е еден од најголемите еколошки проблеми во државата. Тоа не е проблем од вчера, тоа е проблем кој што постои со децении и верувајте дека јас како човек кој живее во општина Пробиштип, како мајка чии деца растат во општина Пробиштип, немам дилема дека овој проблем конечно треба да се реши. Ако некој има интерес од решавање на овој проблем, тоа сме ние, граѓаните на општина Пробиштип, кои секојдневно се соочуваме со последиците кои ги создава овој проблем, односно јаловишната депонија. Очекував од вас како подносител на амандманот да ги поздравите конкретните активности и чекори кои владата и општина Пробиштип ги направија во однос на решавање на овој проблем. Бидејќи на овој деценијски проблем, сите анализи и студии експертски укажуваат на фактот дека треба да се решава етапно. Општина Пробиштип изработи проект, утврдени се фазите на реализација од одводнување преку стабилизација и негово запечатување до рекултивација на терен. За почеток, најнапред ќе се започне со одводнување на старото јаловиште, понатаму ќе се продолжи со дел насипување, дел поставување на геосинтетска глина или мембрана, која нема да дозволи водата да се враќа назад во самиот простор, односно ќе се посипе хумус и на рамните површини и на косините, за да потоа може овој дел да биде искористен за уредување на паркови и зеленило и спортски игралишта. Градоначалникот на општина Пробиштип во тек е изработка на анкета во која граѓаните на општина Пробиштип ќе можат да го искажат своето мислење, бидејќи претходно во неколку наврати имаше обид за решавање на овој проблем и претходниот градоначалник се обиде да направи техничка исправка на ГУП за да го реши, меѓутоа тогаш намерата беше поставување на фотоволтаици, така да граѓаните на општина Пробиштип ќе го имаат последниот збор за тоа како да се реши овој проблем со санација на јаловишната депонија. Како пратеник од овој град ќе продолжам да барам да се реализира овој проект до крај, бидејќи тоа го должиме на секое семејство, на секое дете и на секој човек што живее во општина Пробиштип. Ви благодарам.